Централен дневник на К1. Добро вечер, почитувани. По настаните на денот започнуваме. Останете со нас. Седми ден од изборната кампања, митинзи и средби со граѓани низ повеќе градови и населени места одржуваат партиите, коалициите и независните кандидати. Во Солун на едно место македонски бизнисмени и експерти, представници на локална самоуправа дискутираат на самитот за граѓанско општество. Сдруженијето за заштита на животниот Велес одржа протестен марш против расфрлувањето на отрови во Велес. Седми ден од предизборната кампања, партиите и коалициите активно на терен помеѓу граѓаните. Коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН денеска свое представување имаат пред граѓаните во Свети Николе. Тие го представија својот кандидат за градоначалник и кандидатите за советници, но презентираа и дел од предизборната програма. Екипа на К1 телевизија директно го следеше митингот во Свети Николе. Таму е колешката Валентина Михајловска. Валентина, добро вечер и повели со деталите. Така е, студио, се наоѓаме во Свети Николе, каде пред помалку од половина час заврши митингот на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН, а се разбира по повод локалните избори кои што ќе се одржат на 15 октомври. На митингот своја обраќање имаше кандидатот за градоначалник и актуелен градоначалник на Свети Николе Зоран Тасев, кој потенцираше дека тие досега работеле, но за наредниот период во својата предизборна програма имаат предвидено 160 проекти кои што ќе се однесуваат на подобрување на квалитетот на животот на граѓаните на Свети Николе и околината. Исто така се обрати и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Тој порача дека ова е време каде што може да се направи како се работело досега и што се прави сега. Јас предлагам во приложение да слушнеме дел од обраќањата на кандидатот за градоначалник Зоран Тасев и лидерот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски. Имаме над 160 проекти, почитувани со граѓани. Ова може да се реализира само со многу работа, посветеност и добар тим. Ние ги поседуваме овие особини. Ние го имаме и тимот, ве имаме вас како поддржувачи и си веруваме едни на другите. Тоа е најважната работа. Си веруваме на зборот. Сведоци сме на пат на индустријата, пат на прометот во индустријата од над 9%. Сведоци сме на пат на девизните резерви од 170 милиони евра. Сведоци сме на застанување на сите покропни градежни проекти во земјата. Се со цел да се заборави дека ВМРО-ДПМН ги прави, ги започна и во двалака фаза е на завршување и после 2, 3, 4 години да кажете еве ние ги завршивме. Груевски исто така порача дека на 15 октомври започнува новата ера, за која што, како што рече, во наредната декада тие ќе обезбедат нови 150.000 работни места и исто така напомена дека невработеноста ќе се обидат да ја намалат на под 10% во цела Република Македонија. Студио. Ти благодарам, Валентина, за комплетната слика од Свети Никола. Ние, почитувани, по краткиот джингл продолжуваме. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН Славчо Чадиев денеска одржа средба со Сдруженијето на жени од општина Велес.
Заложбите за жените да ги има се повеќе на позициите и работењето во општината. Истакна Чадиев и најави продолжување на соработката помеѓу локалната самоуправа и здруженијето. Кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН Славчо Чадиев во рамки на предизборните активности одржа средба со Здружение на жени од општина Велес. Во изминатиот период, општината потрошила 1,5 милиони денари за активности преку делегирана надлежност кои се одвиваат во текот на целата година. Тој истакна дека локалната самоуправа ја продолжува соработката со овие здруженија. Истовремено на советничката листа може да видите како 23 кандидати на нашата советничка листа предводена од ВМРО и коалицијата. Имаме 11 жени кои што се до целата листа, меѓутоа исто така се надевам дека ќе имаме 5 жени овој пат во добитна комбинација. Тоа значи у новото советничко мнозинство жените ќе бидат силно застапени, впрочем тоа и го заслужуваат. Заложбите се жените да ги има се повеќе на позициите и работењето во општината, истакна Чадиев. Денеска е 7-миот ден од предизборната кампања за локалните избори 2017-та. Кандидатот Чадиев задоволен од досегашниот тек на истата. Сме задоволни од приемот, одиме од врата до врата, стандардни процедури, држиме и собери по местни заедници, целни групи населени места и можам со задоволство да констатирам, да кажам дека приемот е многу добар. Кампањата продолжува со цел презентација на предизборната програма и проектите предвидени во истата. Актуелниот заменик градоначалник на општина Велес Горан Јовик денеска на пресконференција повика велешани да се обединат околу изборната програма и кандидатура на Славчо Чадиев за градоначалник на општина Велес и советничката листа. На овие локални избори многу е важно сите ние да донесеме правилна одлука. Одлука со која ќе кажеме дека го сакаме нашиот град и сакаме тој да продолжи да чекори напред, а не да се враќа назад во минатото, рече денеска на пресконференција Горан Јович, актуелен советник и досегашен заменик градоначалник на општина Велес. Јас како одговорен човек и досегашен советник велам, на Велес му е потребен градоначалник како господинот Славчо Чадиев. Господинот Чадиев има решителност, искуство и знаење како правилно да раководи со градот во наредните 4 години. Затоа јас лично гарантирам. Во подготовка на изборната програма со која Чадиев и кандидатите за советници го бараат гласот, Јович вели дека лично учествувал и тој е сигурен дека тоа се проекти за поубав Велес. Јас сум убеден дека Славчо Чадиев неа ќе ја оствари и ќе ја реализира во целост. Гаранција за тоа е тимот на Чадиев. Сите кандидати, членови на новиот совет и носителот на советничката листа, господинот Александар Колев. Јович вели дека стои зад тимот на Чадиев и зад неговата програма. Ги повика велешани заедно да се обединат на 15 октомври на избирачкото ливче, да го заокружат бројот 13. На денешната пресконференција кандидатот за градоначалник на општина Велес од СДСМ Маца Коцевски најави изградба на пешачки надвозник кој младинскиот парк ќе го поврзува со градскиот парк, со што ќе се овозможи комуникација на граѓаните. Коцевски рече дека е планирано да се донесе нов детален урбанистички план за главниот градски парк со вклопување на проектот Велес на Кеј. Изградба на пешачки надвозник кој младинскиот парк ќе го поврзува со градскиот парк, со што ќе се овозможи комуникација на граѓаните, е дел од проектите предвидени во предизборната програма на кандидатот за градоначалник на коалицијата предводена од СДСМ Аце Коцевски. Тој на пресконференција промовираше и други проекти. Исто така планираме реконструкција односно довршување на реконструкцијата на градскиот фудбалски стадион со изградба на нова трибина, а во подтрибинскиот простор планираме мноштво активности од областа на спортската медицина, продажбата на спортска опрема и повеќе кафулиња, кафичи и други објекти за забава. Коцевски рече дека е планирано да се донесе нов детален урбанистички план за главниот градски парк со вклопување на проектот Велес на Кеј. Каде што планираме со пешачка патека, откако ќе се изгради
кејот, да се поврзе градскиот парк и да може пешки да се стигне до стариот мост во Велес. Планираме исто така да продолжиме со реконструкција на спортската сала Гемиджи, посебно на спортскиот терен кој сега не ги задоволува меѓународните стандарди за одржување на меѓународни надпревари. Со оглед на тоа што Велешани се познати како големи љубители на спортот, целта е во наредниот период во градот да се случуваат врвни надпревари, потенцира Коцевски. Цели 4,5 години на власт како градоначалник Славчо Чадиев не успеа да си го исполни ветувањето дадено на граѓаните на Велес за изработка на нов генерален урбанистички план за општина Велес. Обвини денеска кандидатот за советник на коалицијата предводен од СДСМ Душко Петров. За време на 4-годишниот мандат градоначалникот Славчо Чадиев не успеа да направи нов генерален урбанистички план за општина Велес, обвини Душко Петров, кандидат за советник на коалицијата предводена од СДСМ. Поради немањето генерален урбанистички план, нема нови улици, решавање на многу проблеми со урбанистичкото планирање, порача тој. Нема ниту локации за изградба на објекти во согласно со потребите на граѓаните и со бизнис сектор. Генералниот урбанистички план требаше да прикаже пошироката визија за намена на градежното земјиште, приватно и во државна сопственост, планираната инфраструктура, како што се патна мрежа, комунална инфраструктура, електрика, водовод и канализација и слично, како и заштита на веќе изграденото културно наследство. Петров рече дека Чадиев ги излажал граѓаните и не го остварил тоа што го ветил, а без генерален урбанистички план, вели Петров, се успорува на тамошниот развој на градот. Истакна дека треба да понесе политичка одговорност поради ветени, а нереализирани проекти. Коалицијата Живот во Македонија предводена од СДСМ одржа митинг во Неготино. Пред присутните се обратија носителот на советничката листа Дима Витанов, кандидатот за градоначалник Тони Дилков и председателот на партијата Зоран Заев. Вчера вечер на 6-тиот ден од предизборната кампања за локалните избори кои ќе се одржат на 15 октомври, коалицијата Живот во Македонија предводена од СДСМ одржа митинг во Неготино. На митингот беа представени кандидатите за советници и за градоначалник Тони Делков, кој вети решавање на проблемот со водоснабдувањето, изградба на нова детска градинка, решавање на комуналниот отпад, асфалтирање на улици, затворен пазар, паркинг простор, проекти за поголема енергетска ефикасност и други. Културата и спортот мора да ги вратиме на вистинските патики, а ќе создадеме и подобри услови за тоа. Вие, младите, ќе станете активни чинители во заедницата. Ќе се респектира вашиот глас во процесот на одлучување преку поддршка на активностите на Младинскиот совет. Младите заслужуваат Младински информативен центар и поактивно вклучување во здруженијата на граѓани, каде што ќе може да даде секој свој активен придонес. Лидерот на СДСМ Зоран Заев на митингот во Неготино на лозарите им вети дополнителна финансиска помош од по 2 денари за килограм грозје, што го пределе во домашните винарски визби, а најави и наградување на квалитетното производство. Промените продолжуваат и на локално ниво и ништо не може да ги спречи. Имаме намера да покажеме како се живее во 21 век. Одговорно, отчетно ќе ги водиме и општините. На секој граѓанин ќе му служиме, порача Заев. Се откажавме од луксузирање, од кафани, од реклами, се откажавме од скапи советници, се откажавме заради тоа што и треба секој денар на Македонија. Ги стабилизиравме основните функции и отидовме чекор понатаму. За 3,5 месеци наспроти 11 години. Ја укинавме радиодифузната такса. Никој повеќе нема да има блокирана сметка за радиодифузна такса во Македонија. Плаќате даноци и преку вашите даноци ќе обезбедиме финансиска одржливост на македонската радиотелевизија. И никогаш повеќе ни директор таму, ни главен уредник ќе биде од политичар. Па како сака тој нека се вика. Македонската радиотелевизија мора да биде независен медиум, затоа што по него се постројуваат и сите други медиуми.
Ако медиумите бидат независни, ќе има демократија, ќе има критичен осврт и никогаш повеќе Македонија нема да забега вака како што забега последните 11 години. На митингот вчера вечер беа представени кандидатите за советници и носителот на советничката листа Диме Витанов. Тој рече дека нивниот состав во Советот ќе работи напорно за реализирање на проектите од нивната програма, бидејќи пред се ние сме тука за вас, граѓаните, потенцираше Витанов. Централниот митинг на СДСМ и коалицијата Живот во Македонија се одржа во Кавадарци. Пред присутните се обратија носителот на советничката листа Виолета Димитрова, кандидатот за градоначалник Бетијан Китев и председателот на партијата Зоран Заев. Китев ги представи проектите со кои ќе бара поддршката од граѓаните. Гасификација на Кавадарци, затворен пазар со подземен паркинг, нова детска градинка со капацитет од 500 деца, реконструкција на улици и булевари, изградба на нови 3 кружни текови, изградба на колекторски систем. Ова се дел од проектите со кои Бетијан Китев ќе ја бара поддршката од граѓаните на 15 октомври. Китев најави поддршка на спортот и спортските работници, инвестиции во културата, поддршка на ромите и хендикепираните лица. Сега е важно да сме на вистинската страна, сега е важно да сме рамо до рамо заедно, безкомпромисно и безрезервно до последен здив, додаде Китев, повикувајќи на масовна поддршка од граѓаните. Ние на дело покажавме во првите 100 дена од новата влада дека зборот тежи и дека зборот е збор. Уште во првите 100 дена новата влада, предводена од премиерот Зоран Заев, ја покачи минималната плата на 12.000 денари и со тоа ја отвори спиралата за покачување и на просечната плата во Македонија. Ја вративме ефтината тарифа на струјата. Трајно го решивме проблемот, долгогодишниот проблем на стечените работници. Зоран Заев во обраќањето пред присутните рече дека ќе се залага за подобар живот на кавадарчани и на лозарите, бидејќи лозарството и винарството се голема предност на целиот тиквешки регион и таа предност мора да се искористи и за развој на туризмот и промоција на овој крај и производите во него. Тој нагласи дека тиквешијата живее од лозарството и земјоделското производство и ја вети својата поддршка, затоа што, како што додаде тој, ако лозарите добро живеат, добро ќе живеат и жителите на цела Тиквешија. Сето зголемено производство ќе биде дополнително наградено со 10% повеќе субвенции од тие што ги зимат. Ако се вади по 3 тона грозје од одредена хектаража на земја, ако се вади по 3 тона жито од одредена хектаража на земја, секое зголемување за намалку 10% на производството во количини ќе значи вкупно 10% нормално повеќе субвенции, оти ќе бидат поголеми количините и секој што ќе направи 10% поголеми количини ќе добие награда плюс дополнителни 10% субвенции. Од овие избори ќе зависи дали ќе добиеме нова одговорна локална власт која искрено и честно ќе работи на подобрување на животот на сите граѓани на Кавадарци, рече пред присутните носителот на советничката листа Виолета Димитрова. Таа додаде дека тие ќе работат напорно во остварувањето на проектите од нивната програма. Заедно здружени со поддршка од вас граѓаните ќе изградиме една модерна и развиена општина. Граѓаните на Кавадарци заслужуваат представници кои ќе се борат за напредокот на градот и за поквалитетен живот на сите, додаде Димитрова. Масовна стерилизација, не масовна елиминација на животните кои живеат на улица беше побарано на денешниот протест што се одржа низ улиците во Велес, организирано од страна на Сдруженијето за заштита на животни Гласот на животните. Протестот го поддржа и љубителите на животни, од кои дел излегоа на улица и со своите миленици. Според она што беше потенцирано, неопходно е да се запре масовното труење на бездомните животни, како и да се забрани слободната продажба на отрови. Активисти на Сдруженијето за заштита на животни од Велес Гласот на животните, како и љубители на животни и граѓани, денеска низ велешките улици протестираа против нехуманиот третман врз животните, односно против зачестените случаи на труење на кучиња низ градот.
Активистите гласно побараат институциите итно да најдат хуман и ефикасен начин за справување со проблемот со бездомните животни. Потенцираме дека прашање е на време кога од отровите кај настрана човек или дете, зашто за жал во Македонија отрови слободно се купуваат и масовно се злоупотребуваат, а за тоа никој не одговара. Се ова што се случува е резултат на институционална некомпетентност, инертност и молк. Граѓаните не плаќаат даноци за да се убиваат животни, туку хумано, ефикасно да се надмине проблемот со бездомни животни, без нечи живот да биде ставен во ризик. Активистите, но и љубителите на животни кои го поддржаа протестот, револтирани од масовните труење на бездомни животни изминатиот период во Велес. Повекуваме институциите, Министерството за внатрешни работи, Министерството за земјоделие, шумарство и водостопанство, Агенцијата за храна и ветеринарство, Општината Велес, единиците на локалната самоуправа, итно да постапат во рамките на собствените надлежности, да изнајдат хумани и ефикасни начини за надминување на проблемот со бездомни животни. Бараме масовна стерилизација, а не масовна елиминација на животните. Како превентивни мерки за заштита, Сдруженијето за заштита на животни предложува масовна стерилизација, а не масовна елиминација на животните. Потоа забрана на слободната продажба на отрови, полиција за животни, како и казна затвор за насилниците. Представници на локална самоуправа, универзитетски професори, бизнис лидери, експерти, историчари, истражувачи од Република Македонија и Грција дискутираа за предизвиците во областите каде делуваат на самитот за граѓанско општество што се одржува во Солун, во рамки на програмата за мир и човекови права. Вестите од земјава. Даниела Арсовска, председател на Сојузот на стопански комори на Македонија, заедно со представници на локалната самоуправа и експерти и историчари, учествува на самитот за граѓанско општество што е дел од програмата за мир и човекови права, а се одржува во Солун, соседна Грција. Уникатноста на овој самит е што се отворија значајни прашања кои како експерти од областите од двете земји тука заедно ги дискутираме, рече Арсовска. Дискутиравме и имаше навистина плодна дискусија во однос на тоа каква е меѓународната соработка, особено економската соработка меѓу Република Македонија и Република Грција, кои се предизвиците со кои што се соочуваме во билатералните односи и како да најдеме позитивни решенија да ги надминеме сите оние предизвици со кои што се соочуваме. Грција е еден од 5 најзначајни трговски партнери на Република Македонија. Најголемите инвестиции се во банкарскиот сектор, нафтената индустрија, трговијата и текстилната индустрија. Минатата година остварена е трговска размена во вредност од 598 милиони евра. Извозот е 148 милиони евра, а увозот 450 милиони евра. Агенцијата за катастар и недвижности информира дека во второто тримесечие од годинава под хипотека биле ставени 2676 недвижнини. Вкупната вредност на залогот изнесува 326 милиони евра. Според статистиката на Агенцијата за катастар, расте бројот на станови кои се ставени под хипотека. Во споредба со претходното тримесечие, зголемувањето е за 0,11% или на ниво на држава од вкупниот број на регистрирани станови 10,2% се наоѓаат под хипотека. А во вестите од светот ке слушнете што се најновите случувања во Каталонија и тоа што во Саудиска Арабија ке се отвара првата женска автошкола. Свет во продолжение. Каталонците денеска гласаат за независност. Гласањето се одвива на повеќе од 2300 изборни места за околу 5,3 милиони евидентирани гласачи. Според информацијата мошните медиуми, референдумот за независност на Каталонија се одвива со бројни инциденти на гласачките места, а граѓаните на Барселона велат дека состојбата е непредвидлива. Каталонската регионална влада соопшти преку Твитер дека повеќе од 337 луѓе се повредени во насилствата на шпанската полиција. Како што информираат, шпанската полиција со гумени куршуми ги растерувала каталонците кои се обидуваа да излезат на гласање.
Во рамки на Женски универзитет во Саудиска Арабија ќе биде отворена прва автошкола за жени по одлуката на властите да им се дозволи да возат автомобили. Универзитетот Принцеза Нура се подготвува да отвори автошкола во соработка со релевантни власти, соопшти таа високошколска установа. Тоа е прва најава за отварање женска возачка школа во таа конзервативна држава. На жените во Саудиска Арабија ќе им биде дозволено да возат со наполнети 18 години. Денеска имавме сончево време. Дневната температура се движеше од 16 до 23 степени. Следува период на сончево време со умерена облачност. Утрата ќе биде свежија, во текот на денот ќе биде потопло со температури кои се околу просекот за овој период од годината. Услови за слаб локален дожд ќе има во среда, кога ќе дува и умерен северен ветер. Најавата за времето ни е последната информација за овој дневник. Ви благодарам што бевте со нас. Имајте пријатна вечер.